Здраво, риби, ова се вашите генерални тарот толкувања, ова се вашите месечни тарот толкувања за февруари 2023. Генерални се, не се лични. Не може се што ќе чуете овде да биде порака за вас. Обидете се да си го препознаете тоа што ви има смисла. Може би е за вас, толкувајте го како мислите дека е најдобро. Се надевам дека ќе ви биде од корист, ќе ви послужи. Она што ви нема смисла, не е ваше, отфрлете. Пред да започнеме, да ве потсетам повторно, лајкувајте, коментирајте, споделувајте, нека се шират пораките побрзо. Претплатете се на каналот, станете дел од нас, тоа нам многу ни значи. Ајде сега да видиме каков ќе биде февруари за повеќето риби. Темата за многу од вас во февруари е трпение. Трпение е она што се бара, трпение е она што ќе се очекува од вас. Ќе мора да бидете во една избалансирана ситуација, состојба на умот, на духот, на телото, на мислите, на што и да е. Ќе мора да бидете во една таква ситуација и ќе мора да бидете по-позитивни, ќе мора да бидете по-оптимистични, меѓутоа смирени и со трпение. И токму тоа е тоа што вам најмногу ќе ви фали, трпение месецов, затоа што сето ова е околу една ситуација, за некого е ситуација, за некого е човек, за сите од вас е различно нешто, вие тоа се знаете. И велам, тоа е, сето ова е околу една ситуација. Таа ситуација е ситуација во која вие сте створиле некакви нездрави и токсични врски со ситуацијата, со човекот, со што и да е. Не дека таа ситуација е нездрава, токсична, негативна, нема ништо убаво. Напротив, таа е многу убава со ситуација. Тоа може да е нешто преубаво, нешто позитивно, нешто корисно, но вие сте ги формирале овие нездрави врски. А зошто сте ги формирале? Па може би за многу од вас ова е ситуација каде вие може би почувствувавте многу моќ, многу не дека чувствувавте стабилност, затоа што стабилност и пред тоа чувствувавте, меѓутоа овде се здобивте со некакви моќи, може би со некаква власт над нешто. И тоа вам почна да ви го храни егото, кај вас почна да се јавува горделивост. И сега, кога оваа трансформација се случи, некаква трансформација на оваа ситуација, или пак заврши таа ситуација во вашиот живот, оваа состојба, и вие не можете да се откажете, не можете да ги прекинете врските со таа состојба или со таа личност. Сакате да биде како и пред тоа и ќе ги искористите сите можни начини, сето можно знаење, сите можни врски, се што имате, се што поседувате, се ќе искористите како повторно да се вратите во таа состојба, со тие луѓе, во таа средина, што и да е, велам, за вас. Многу се грижите околу сето ова, премногу се грижите, не ви е лесно, имате големи грижи, но она што вие не знаете е дека само вашата врска со оваа ситуација не е добра. Се друго е како што треба. Тоа било одлични периоди, одличен момент кога се случило нешто убаво и вие наместо додека трае да уживате, да бидете среќни што сте во таа ситуација, вие сте створиле една неубава врска, мислевте дека ова ќе треба да трае за секогаш и сега не можете да го пуштите да си оди. Не можете да го оставите позади себе. И затоа се овие грижи, многу грижи. А од другата страна, значи од страна на ситуацијата, на луѓето кои се во сето ова, се што е од другата страна,
Нема никаква неправда кон вас, верувајте, апсолутно никаква неправда. Затоа што вие овде доброволно влеговте во оваа ситуација, доброволно знаејќи каква ќе биде, знаејќи дека како на се друго на светов, така и на ова еднаш ќе му дојде крајот. И токму затоа сега нема никаква неправда, никаква од другата страна. Но, кажав, ќе ги искористите сите можни начини, методи, идеи и многу од вас ќе преземете, некои ќе преземете и чекори како да се преку молба, на таков некој начин, знаете, на убав начин, смирено, човечки, преку молба, да побарате она што мислите дека е ваше во сето ова. Но, за жал, за некои од вас, за среќа, јас не знам каков ќе биде исходот, но некои од вас ќе се обидат и преку не толку и честни методи како да се вратат во оваа ситуација. Вие си знаете состојбата, вие знаете што најмногу ви треба, вие си имате оправдување за вашите постапки, сето е тоа во ред, се што мислите дека треба да се направи, направете. Јас само посакувам да е тоа она вистински кое го сакате и кое ви треба и заради кој навистина ќе бидете среќни, токму и затоа на крајот од сето ова да можете да си ги оправдате и своите постапки. Но понекогаш и за некои риби ова може да е и спротивна приказна, затоа што можеби вие сте тие кои се трансформиравте врската со некого и сега тој некој се обидува да ги врати работите на исто. И можеби пак од другата страна кон вас доаѓаат вакви дали молби, дали убедувања, а некои па и ќе искористат и не толку честни начини како да го вратат се она што доаѓа. Како и да е, за било кој од вас, зашто и да станува збор, ова е еден спор процес, ќе мора да чекате, затоа што е спор. Токму и затоа на почеток споменав трпение, се бара од вас многу трпение овој месец. Бидете трпеливи, затоа што исходот на крајот од сето ова нешто ќе се случи, нешто ќе се појави. Дали некој ќе одговори на вашите барања, дали ќе се појави некаква идеја како вие нешто да направите, или пак што и да е, нешто ќе се појави на крајот, ќе се појави, ова ќе ве израдува многу, но до тогаш многу трпение. Тоа е тоа за некои од вас рибите. Сега некои други од вас пак. Вие сте работеле на нешто, сте вложиле многу во нешто, меѓутоа тоа нешто е веќе завршен процес, завршен проект, толку се завршило и сега кај вас ќе настапат промени. Сега промени во некоја работа, во некој поле од животот, во некој аспект, во нешто ќе настапат и тоа големи промени. И сега вие истражувате каде најдобро можете да се снајдете. Ќе бидат промени, дали на работно место, дали во домот, дали во средината, може ќе го промените местото на живење. Апсолутно големи промени следуваат кај многу од вас и ова не се промени. Јас не ве гледам дека вие се грижите, напротив, вие зрело размислувате во ситуацијава, знаете дека сега треба да се започне нешто ново, завршило нешто старо и сега треба да се започне ново и одите кон нови почетоци со многу позитивна енергија, спремни за се што ве очекува. Тоа е за некои риби, а некои риби пак од вас, може би има некој човек, сега, помоќен е, повлијателен ли е, нешто е, се истакнува по нешто, по некаква величина. И може би ќе стигнат до вас порака од тој човек, ќе стигнат до вас вести, идеи, барања, што и да е, ќе стигне нешто од тој човек, таа личност до вас. И може би вам ќе ви биде ветено нешто,
ќе ви биде ветено нешто, но јас мислам дека ова е ситуација во која не треба да влезете, ова е нешто што не ви треба во животот, колку и да е примамливо на почеток, ова е нешто што ова нема вредности, ова ќе ви донесе неубави нешта, грижи ќе ви донесе, проблеми ќе ви донесе, не е добро, или пак ако ви ветуваат нешто не прифаќајте, тоа се само замки, или пак ако ви ветуваат нешто, а во тоа нешто се содржи дека на некој друг ќе му биде одземено нешто за вам да ви се даде, не прифаќајте тоа ќе ви донесе само грижи. Тоа е за некои ете порака риби. За некои други риби пак, вие сте во ситуација каде не можете да дојдете, да го видите, да го имате, да го допрете, да го почувствувате, она што вам најмногу ви треба. Тоа што најмногу ви треба, што е, тоа само вие го знаете, тоа е некоја скапоценност за вас, значи скапоценност се може да биде, дури личност може да биде, се може да биде, и дете може да биде. Значи, тоа е таа скапоценност до која вие никако не можете да дојдете. Вие далеку од дофатот, може би сте разделени на некој начин, може би ви е одземено, како и да е, да сите различно, меѓутоа далеку ви е далеку од дофатот. И во февруари гледам дека ќе се случи нешто, се случува нешто, вие многу вложувате, вие многу се надевате на помошта од некој човек. Овој човек може би ви е близок, може би е директно поврзан со ситуацијава, но многу се надевате на помошта и може би ќе се случи нешто. Ќе се случи да овој човек на некој начин ви помогне, како да, не дека овој месец ќе се случи, не сакам тоа да го кажам дека овој месец ќе се случи вие да дојдете до оваа скапоценност повторно, но ќе се случи да најдете начин како полека ќе се придвижувате кон повторна средба, повторно зближување, повторно имање на што и да е тоа што е за вас скапоцено. И тоа е тоа, драги мои риби, за февруари. Се надевам уживавте и до следната. Чао, чао!